Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. 30 дена притвор за телохранителот на Мицкоски. Преку тајни полициски документи се обидел да издействува 50.000 евра. Пратениците едногласни. Драконски казни за пиротехника на затворено и за малолетници после полноќ. Вреди на маки пред локалните избори. Дали Таравари ќе тргне по свој пат? Има една десинхронизација меѓу партиите кои што се дел од ВЛЕН. Меджити, Касами и Ибрахими негираат соработка со ДУИ. Дена притвор за еден од членовите на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски, кој вчера беше приведен поради сомнежи за оддавање службена тајна. Од обвинителството за организиран криминал и корупција велат, тајните документи требало да завршат на социјалните мрежи, а телохранителот на Мицкоски да земе 50.000 евра. Од владата посочуваат дека безбедноста на премиерот не е загрозена. Дејан Трајковски со деталите. Вработениот во обезбедувањето на премиерот Мицкоски, полицискиот инспектор од Велес Ангел Сарамаков доби 30-дневен притвор, откако полицијата го фатила на паркинг во Велес како оддава тајни документи на МВР на друго лице, за да добие имот на корист од 50.000 евра. Лицето БК, кое првично беше исто така уапсено, сега според соопштението на обвинителството има статус на сведок во постапката. Сарамаков е осомничен дека од користолюбие сторил кривично дело оддавање службена тајна, за кое му се заканува затворска казна од најмалку 1 година. Осомничениот како службено лице вечерта на 30 март на паркинг просторот пред хотел во Велес се сретнал со неповикано лице, сведок во постапката и му покажал документи на МВР, што представуваат службена тајна. При тоа му дозволил на сведокот истите да ги снима, кажувајќи му кој документ за што се однесува. На овој начин, осомничениот од користолюбие, а со цел да бидат објавени на социјалните мрежи, сторил достапни службени документи што представуваат службена тајна, со цел да прибави паричен износ од 50.000 евра од лицето за кое се однесувале документите. Велат од обвинителството и притоа ги демантираат наводите во јавноста дека уапсениот оддавал тајни на криминалната група од Грчец без да кажат за кого биле наменети и што содржеле документите. При акцијата, полицијата во возилото на Сарамаков пронашла ранец во кој биле службените материјали од МВР, а потоа биле извршени дополнителни претреси, каде што се прибрани уште докази во интерес на истрагата. Од владата за Канал 5 уверуваат дека во случајов не е нарушена безбедноста на премиерот Мицкоски, но експертите алармираат дека станува збор за исклучително сериозна ситуација, која предизвикува опасност врз највисоките функционери, но и компрометирање на државните тајни, а воедно покажува и колку длабоко се инфилтрирани картовите. Страшна состојба, морам да констатирам, страшна состојба, затоа што вие да оддавате службена тајна е не само што е крајно непрофесионално, плюс уште ако сте член на една ваква служба која што се грижи за безбедноста на највисоките државни функционери, премиерот, тоа е многу опасна работа и тука Министерството за внатрешни работи треба да спроведи најсериозна истрага, значи целосна, не само према ова лице и према сите други кои што имаат сертификати, соодветни безбедносни сертификати до пристап до овие информации. Значи, зборувам информации службена тајна, државна тајна и така натака и така натака. Дека постојат кртови во МВР тврдеше министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој посочуваше дека се води истрага за откривање на оние кои работат против службата. Таа изјава ја даде откако беа уапсени двајца пензионирани полицајци кои исто така оддавале службени тајни на криминалната група од Дуќанџик и ги пробивале полициските акции, а претходно поради истите причини беше компрометирана и акцијата Планина во 2021 година, со која беше опфатена групата од Грчец. Од СДСМ обвинуваат за, како што велат, очигледна вмешаност во криминална власта, а дека лица од најголема доверба на премиерот биле во комуникација со наркокланови. Од ВМРО ДПМН велат дека наместо да ја поздрават акцијата на МВР, СДСМ се однесувале како дете на кое ништо не може да му се погоди. Самараков не е случајно безбедувач кој се нашол до премиерот.
Тој е лојален партиски кадар на ВМРО ДПМН. Неговата сопруга е вработена во општина Велес и беше кандидат за советник на локалните избори. Исто така од редовите на ВМРО ДПМН. Ова значи дека се работи за човек од неблискиот круг на доверба на Мицкоски. И клучното прашање: како обезбедувачот имал такви документи? Кој му ги дал доверливите информации? Кој друг е вклучен во скандалот од Министерството за внатрешни работи? На СДС не му сметаше тоа што ДУИ владееше со улиците во Скопје и што заедно со мафијашките кланови кои сега се зад решетки хара и уништува животи низ главниот град преку рекети, дрога, убиства и лихва. Тогаш СДС молчеше и соработуваше со нив, но сега им смета тоа што се апсат сите кои несовесно се однесуваат во службата. Вакво лицемерие ниту имало, ниту ке има. Токму затоа и поддршката на СДС е не цели 7%. Кривична за 10 полициски службеници од ЕБР. Наплаќале патни трошоци за денови кога не патувале. Измените на законот за прекршоци против јавниот ред и мир на брза лента. Попладнево пратениците едногласно дадоа зелено светло за законот кој треба да превенира во иднина да не се случуваат трагедии како пожарот во Кочани. Сандра Спасовска ја вклучуваме од пред собранието. Сандра, што предвидуваат измените на овој закон? Да, Тања, пратениците од власта и опозицијата ги обедини трагедијата во Кочани. Тие денеска едногласни беа дека се потребни итни измени на законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Законското решение за некој половина час треба да се најде денеска и пред тематичната комисија за одбрана и безбедност. Во предлог законот се предвидува забрана за користење на пиротехнички средства во затворен простор и казни до 10.000 евра за оние кои што нема да ги почитуваат правилата. Меѓутоа исто толку високи казни се предвидуваат и за оние кои што по 12 часот, односно по полноќ ќе пуштаат малолетници во своите угостителски објекти. Иако од опозицијската СДСМ најавија дека ќе поднесат амандмани, тие главно за ова законско решение ќе бидат во однос на глобите според оние информации кои што ги добивме. Па од тука се очекува ова законско решение не се исклучува можноста да помине уште денеска. Меѓутоа, што повеќе предвидува новиот закон кој што беше денеска предложен, предлагам да слушнеме од прилогот на колешката Андријана Лазова Божиновска. Забрана за користење на пиротехника, но и драконски казни до 10.000 евра за угостителите кои не го почитуваат ова правило или доколку дозволуваат влез на малолетници после полноќ во нивните објекти. На првата собраниска седница под вонеделната пауза по трагедијата во Кочани, власта и опозицијата со консензус дадоа зелено светло за скратена постапка на законот за прекршоците против јавниот ред и мир. Ова е само еден од многуте мерки кои ги подготви ВМРО ДПМН со цел да се спречат несреќи како последната во Кочани, порача од владеачката партија. Генерално се стеснува обрашот спрема користењето, односно ризиците со пиротехника во затворен простор. Исто така со законот се предвидуваат и механизми и регулатива со која што на прекршителите глобите се зголемуваат, некои се двојни. За оние со повторени прекршоци дури се предвидува и мерка притвор. Опозицијската СДСМ даде поддршка за овие казни кои ќе бидат корисни во иднина, но сметаа дека треба да има темелна истрага и одговорност за пожарот во Кочани. Најавија дека ќе бараат да се формира анкетна собраниска комисија, а вела дека е прифатлива иницијативата и на власта да се реактуализираат и автобуските несреќи со Дурмотурси, Беса Транс, како и пожарот во модуларната болница во Тетово. Оставаме шанса на институциите. Истрагата е во тек. И затоа нашиот став е дека треба професионално и неселективно да се заврши целата истрага, да не обструираме во текот на истрагата, по завршувањето на истрагата, како Социјалдемократски сојуз ќе излеземе со став за идните наши действувања.
Инаку во законодавниот дом во изминатите 2 недели не се одржуваа седници со образложение дека така се договориле консензуално во знак на почит кон загинатите. Денеска продолжија со работа и седницата ја почнаа со едноминутен молк за 59 загинати. Така, инаку денеска од страна на ДУИ била поднесена иницијатива до Собранието за формирање на анкетна комисија за трагедијата во Кучани. Меѓутоа, ваквото барање, според информациите од кабинетот на спикерот Гаши за Канал 5, било одбиено бидејќи на иницијативата немало доволен број на потписи од страна на пратениците. За да биде формирана анкетна комисија, потребни се 20 потписи од пратеници. Меѓутоа на денешното барање од страна на ДУИ имало потписи од 16 пратеници. На нивното барање за формирање на анкетна комисија предходеше и пресконференција на која тие побара одговорност за целиот случај и трагедијата во Кучани. Да ја слушнеме изјавата во продолжение. Овие документи се најголемиот проблем на власта и нејзините полициски структури, затоа што овие дописи не може да се игнорираат. Токму затоа полициските структури, помогнати од власта, деноночно работат на исполнување на нивниот монструозен план за префрлање на вината било каде, само не во сопствените редови. Така, уште еднаш да подсетиме, во 18:30 е закажана комисијата за одбрана и безбедност, на која единствена точка на дневниот ред е законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Секако повеќе детали за тоа како течеше комисијата и дали ова законско решение ќе ги помине денеска сите собраниски филтри во вечерните вести на Канал 5. Студио. Сандра, ти благодар. А од денеска обвинителството информира дека континуирано се преземаат повеќе истражни действија за обезбедување на докази во врска со предистражната постапка за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Распити, анализи и вештачења од голем обем и во однос на повеќе различни институции и денеска се во тек. Велат оттаму и додаваат дека во моментов не можат да се откриваат повеќе детали со цел да се зачува тајноста на постапката и да се спречи компрометирање на доказите. Безмалку половина од вкупниот број повредени пациенти во пожарот во Кочани се на домашно лекување. Министерот за здравство Армен Таравари информира дека уште 100 пациенти се на лекување во земјава и странство и дека во моментов 3 пациенти се во критична состојба. Повеќе од Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Болесните пациенти кои се лекуваат во странство по последиците од пожарот ќе се вратат до крајот на оваа недела. Пациентите кои имаат потешки повреди ќе останат во болниците и наредната недела, потврди министерот за здравство Таравари. Кај 3 пациенти се уште е критична состојбата. За тие потешките веќе ќе разговараме од идната недела. Кажав дека имаме неколку опции. По 8 септември да адаптираме центарот, ковид центарот кај што беше. Центарот за рехабилитација во Козле исто така е подготвена со повеќе кревети. Меѓутоа имаме понуди од надвор од државата кои би биле рехабилитирани подолгорочно, нормално без трошоци од државата. Меѓутоа за тоа веќе почнуваме од идната недела да зборуваме кога веќе ќе се најавуваат потешките пациенти. Од вкупно 193 повредени во пожарот во Кочани, моментално во болничко лекување се 100 пациенти. 20 се хоспитализирани во Македонија и се прават сите испитувања пред да се пуштат на домашно лекување. 80 се лекуваат во странски болници. Во текот на денешниот ден, 20 пациенти ќе бидат вратени на домашно лекување од Полска и од Белгија. Армен Таравари денеска признава дека коалицијата вреди функционирала недоволно синхронизирано, но дека не размислуваа да ја напуштат владата. Тој вчера во телевизиско интервју откри дека постојат несогласувања околу настапот на локалните избори, но и дека и тој и останатите лидери во вреди имаат канали на комуникација со ДУИ. Троецот Касами, Меджити и Ибрахими денеска категорично демантираат. Јана Јосифовска има повеќе за ова.
Каква ќе биде судбината на коалицијата вреди пред, но и по локалните избори? Откако министерот за здравство и лидер на Алијанса за албанците Арбен Таравари во вчерашното интервју за 360 степени за прв пат експлицитно укажа на несогласувања во нивната коалиција и упати јавна критика за функционирањето на партиите на албанците во владата, и денеска одговарајќи на новинарски прашања, ја повтори оценката дека коалицијата не е доволно синхронизирана и ја очекува тоа да се поправи. Забелешките на Таравари се дека албанците не се адекватно представени во владата, но не во квантитет, туку во квалитетот на нивни кадри. Сепак засега, како што кажа, не размислува да ја напушти владата. Засега не и не планираме да излеземе од влада, така да продолжуваме. Кажав дека има едно незадоволство од функционирањето на ВЛЕН, тоа е повеќе поради тоа што има една десинхронизација меѓу партиите кои што се дел од ВЛЕН. Тешко е една партија, а камо кога се 4 партии, така да ни треба подобра координација и впечатокот е лош во народот дека ВЛЕН не делува како што треба во владата. Има доверба во владата 70%, а колку се задоволни на прашањето од ВЛЕН во владата е околу 30 и нешто %. Во вреди засега не успеваат да се договорат дали ќе настапат со заеднички листи за советници и кандидати за градоначалници на предстојните локални избори. Според аналитичарот Љузин Фаризи, очигледно е незадоволството на Таравари од начинот на функционирањето на вреди во владината коалиција, што ја прави поголема веројатноста тој да одлучи неговата партија да оди сама на изборите. Најверојатно Арбен Таравари сега е незадоволен од тоа прераспределбата, односно поделба на колачот помеѓу политичките партии кои се дел од ВЛЕН, а реално таму има политички партии кои се многу мали, а добија многу места во владата, како се поделени на 4 дела по 25%. Има некоординација помеѓу политичките партии кои се дел од власта, бидејќи истите имат потенцијал на кадар, а ги имат земано местото. Односно, тие не правеле процека внатре во политичката партија, колку имат кадар за тоа соодветното место. Ставовите на Таравари доаѓаат во период кога се погласни се шпекулациите дека неговата алијанса ќе ја напушти вреди, но и дека ќе соработува со ДУИ на локалните избори. Зашто и самиот тој потврди дека има канали за комуникација со интегративците, не само со алијанса, туку како што рече и со другите партии од вреди. Изет Меджити, Билјал Касами и Зекирија Ибраими пак експресно се оградија од ваквото тврдење на Таравари и негираат дека имаат било какви сигнали за комуникација или соработка со ДУИ и Ахмети. ССМ утре излегува на протест поради одлуката на владата за минималната плата. Председателот на ССМ Трендафилов предлага политичарите една година да примаат 500 евра плата, ама да гласаат за исто толков минималец за работниците. Во исто време продолжува вербалната војна на ССМ со власта. Сандра Спасовска. 300 членови на ССМ и работниците утре напладне ќе отворат јавната седница на председателството на Советот и надзорниот одбор и марширајќи од пред зградата на ССМ до собранието, Стопанската комора па се до владата ќе испратат порака дека доколку има за пратениците, функционерите и работодавачите мора да има достоинствена плата и за работниците. ССМ со предлог до пратениците и функционерите една година сите да земаме по 500 евра плата, ама итно да се изгласа предлогот и исто толку да изнесува и минималецот. Со жестоки критики првиот човек на ССМ денеска му одговори на пратеникот од ВМРО ДПМН Бране Петрушевски, кој во низа на неколку пресконференции ги нападна синдикалците дека се предводени од опозицијската партија. Несериозно е пратеник со 118, 16, 20 со минат труд колку и да му се 1000 денари да го осудува председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија за 60.000 денари плата. Несериозно е да гледаат дека нема апсолутно никакви реакции за 60.000 денари плата на председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, па да измислуваат дека ми е 75.000 денари, па на друг дека му е 104.000 денари, на трет му било 80 и така натака. Го повикувам од неговата плата да даде дел за да ми ги надополни овие 15.000 денари кои ги немам и секој месец да имам 75.000 денари за да не лаже. Во знак на 1 април, денот на шегата, првиот синдикалец и пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН е Петрушевски и денеска, не само на пресконференции, си упатија порахи и преку социјалните мрежи.
Синдикалецот на батерии Трендафилов за 14 месеци инкасирал 1.688.000 денари. Ова не е април или. ПС, пријател со представници на трулата комунистичка буржоазија, кои семејно си ги наследуваат функциите во синдикатот. За само да се ги полнат джебовите, не може да бидам, само непријател. ВМРО ДПМН и денеска на пресконференција ги обвини синдикалците. Членот на Централниот комитет на партијата Валентин Манасиевски пак ги обвини Трендафилов и Пешевски, кој според него зема плата од 80.000 денари, дека ги лажат работниците со минималец, додека тие годишната плата на работникот ја заработувале, како што вели, за само неколку месеци. Владата денеска на седница усвои информација за набавка на 120 еколошки автобуси, од кои 80 се ургентно потребни за обнова на возниот парк на ЈСП Скопје и подобрување на јавниот превоз, а останатите 40 ќе бидат распределени согласно економската оправданост и реалните потреби на секоја од единиците на локалната самоуправа. Набавката на еколошките автобуси за јавен превоз, додаваат од владата, ќе придонесе за подобрување на квалитетот на услугите за граѓаните, како и намалување на загадувањето на воздухот во општините, одржлив развој и заштита на животната средина. Измените на Законот за студентски оброк добија зелено светло од пратениците. Со законот се опфатени 4000 студенти повеќе, како постдипломците и студентите од интегрираните студии од државните и приватните факултети. За ова Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Право на надоместок за оброк ќе имаат и студентите на постдипломски студии, редовно вработените студенти, како и тие што се регистрирани како индивидуални земјоделци, кои досега беа изоставени од оваа мерка, предвидуваат законските измени, што денеска поминаа во собрание. Со тоа, повеќе од 4000 студенти ќе имаат можност да добиваат субвенциониран оброк од 140 денари. Предлагаме собранието да расправа по предлог на закон за изменување на законот за субвенциониран студентски оброк по скратена постапка. Предлог законот представува проширување кон тоа да студенти кои немале право да остваруваат субвенциониран студентски оброк, да истите сега тоа право го имаат. Со овие измени пред нас ние предлагаме субвенциониран студентски оброк да можат да добијат и постдипломците, да можат да добијат и студентите на интегрирани студии на државните и приватните универзитети низ државата, како и индивидуалните земјоделци и студентите кои се во работен однос до минимална плата. Председателот на Универзитетското студентско собрание Науким Александар Николовски денеска ги повика пратениците да го изгласаат законот. Тој нагласува дека работниот однос на студентите не смее да биде пречка за да добијат субвенциониран оброк, а најави дека следната година ќе бараат изголемување од 20 денари. Универзитетско студентско собрание испраќа апел до пратениците од сите политички субјекти да гласат на денешната седница за овие измени со цел да се подигне студентскиот стандард за нови 4000 студенти. Минатата година сумата на оброкот беше зголемена за 20 денари, од 120 на 140 денари, а со што зголемувањето ја надмина тогашната инфлација, бидејќи секоја година треба се зголемува сумата во висина на инфлацијата. За оваа година го зголемуваме опсегот, а за следната академска година ќе биде побарано изголемување на сумата за сите корисници. Од Министерството за образование и наука велат дека ги поддржуваат законските измени за зголемување на опсегот на мерката субвенциониран студентски оброк. За оваа мерка во буџетот имале предвидено 30 милиони евра, што е за 18% повеќе во однос на лани. Студентскиот оброк првпат беше воведен во 2022 година. Одделот за внатрешна контрола и криминалистички истраги при МВР до основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против 10 полициски службеници, сите вработени во единицата за брзо распоредување, поради постоење основи на сомневање дека извршиле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. Пријавените со намера за себе да прибават противправна имотна корист, искористувајќи го стекнатото право на надомест на патни трошоци, поради тоа што по лична карта се воделе со место на живење надвор од Скопје,
ја злоупотребиле службената положба на начин што примале парични средства од МВР за денови во кои не патувале од своето место на живење до работното место во Скопје и обратно. Според МВР во периодот од 1 декември 2023 до септември 2024 тие го оштетиле буџетот на Министерството во вкупен износ од над 1 милион денари. По рекламите гледајте Само вистина вечерва со Елизабета Галевска и незините гости. Ние ќе се видиме во вечерните вести. Имајте убава вечер.